Тим на основното училиште Свети Кирил и Методи учествуваше на меѓународниот камп за претприемачко учење што се одржа во Шибеник, Република Хрватска. Имено во овој проект училиштето влезе во 2014 година како пилот училиште. По изработениот акционен план и одобрен од СЕЦЕЛ, училиштето влезе во проектот и во него се вклучени директорот на училиштето Весна Зашова, наставникот по хемија Драган Кралев, Надица Илиева, наставник по иновации, Надица Ристова, наставник по англиски јазик и Розета Николова, наставник по географија, како и учениците. Тимот на училиштето реализираше неколку активности, меѓу кои презентација на проектот за наставниците и учениците, посета на технолошки саем во Скопје, посета на фабрики во Кучани и слично. Кампот се одржа во Република Хрватска и на него учествуваа повеќе од 430 учесници од 8 држави: Македонија, Турција, Албанија, Косово, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Хрватска. Во трите денови имаше можност да се следат различни излагања, активно да се вклучиме во различни работилници, панел дискусии, презентации на добри практики кои се во склад со препораките од Европската Унија и така натаму. На кампот учествуваа и представници од националните ресорни тела, како и предприемачки институции од цела Европа. Исто така беа присутни и успешни предприемачи од сите земји присутни на кампот, кои што ги споделија своите искуства. Активно учество во презентацијата зеде ученичката Милена Глигорова од 9 оделение. Се запознавме со основите на предприемништвото, бизнисот, економијата, проследивме голем број на предавања кои што се одвиваа на англиски јазик, се представивме со наш штанд на кој што беа изложени дизајни направени од учениците од нашето училиште. На нашиот штанд имавме различни дизајнирани кесиња, имавме хартиени рози и цветови направени од пластика. Најголем впечаток од ова патување ми остави кога бев повикана на бината од страна на водителот на една конференција за бизнис, каде што имаше неколку бизнисмени со успешни бизнис компании, кои зборуваа за своите почетоци во бизнисот и слични работи. И јас им поставував неколку прашања, на англиски јазик се разбира, кои што се покажаа како доста успешни и сакаа да слушнат уште, и реакциите беа и повеќе од позитивни. Со ова всушност заврши првата фаза од проектот и училиштето влезе во втора фаза. За учество во проектот училиштето Свети Кирил и Методи доби табла за предприемничка школа.